Добро утро. Добро утро. Официјално. Што ми возможивте да бидам дел од вашата емисија. Малку вака полесно кога ќе анализираме и ќе зборуваме за земјотрес кој што е далеку од нас, и сега ќе зборуваме колку е многу далеку од нас. Не само што е далеку, туку е безопасен за луѓето во овие моменти, Да, ако може така да се изрази. Да, слободно можеме така да кажеме дека директна поврзаност на земјотресите што се случуваат сега во жариштата во Грција со територијата на Македонија, значи нема. Не постои никаква опасност од случување некој силен земјотрес на нашата територија. Она што е доста интересно и што мора да се напомене е дека апаратите на сеизмолошката обсерваторија на вистина регистрираат голем број на земјотреси, чии што жаришта потекнуваат токму од територијата на Грција. Имаат една карактеристична интересна сеизмичка активност, велам интересна затоа што покрај тектонска активност имате и така наречена подимато вулканско-тектонска активност. Велам вулканско-тектонска затоа што дел од земјотресите кои што настануваат всушност е и резултат на некои вулкански придвижувања кои што настануваат во магмата во вулканот Колумбус. Добро, на што се должи оваа сеизмичка активност во тој дел на Грција? Што се случува во моментот и од каде толку голем број на земјотреси? Територијата на Грција всушност припаѓа на една медитеранска орогена област која што има една изразена висока сеизмичка активност. Изразената висока сеизмичка активност е всушност резултат на контактот на две големи тектонски плочи, значи станува збор за Афричката тектонска плоча и за Евразиската тектонска плоча. Односно имаме субдукција на Афричката тектонска плоча под Евразиската. И сега овој контакт всушност овозможува создавање на големи напрегања, кои што всушност навлегуваат во внатрешноста на плочите и се овозможува создавање на одредени деформации и ломења. Овие деформации формираат различни раседни линии, односно раседни зони, како што е во моментот доста активната раседна зона Санторини Аморгос, а додека пак другите ломења овозможуваат создавање на мали тектонски плочи, како што се во моментот постоењето на Северно-егејската микроплоча и постоењето на Критската микроплоча, кои што во комбинација или во контакт со Хеленскиот ровски систем ја дополнуваат и така сложената сеизмичка слика во моментот што се случува на територијата на Грција. Добро, Грција е блиску. Земјата е составена од плочи, кората и ниските слоеви, знаеме. Придвижувањата на една страна може да предизвика домино ефект, нели? Сега тоа вие научно ќе кажете како што. Дали може да стигне блиску до нас ова тектонско движење Дали може да се предпостави, дали може да се предвиди такво нешто? Секој сериозен сеизмолог не може да предпостави случување на земјотрес. Јована почна 225 километри околу Санторини, ако се случи некој посилен потрес таму. И може ли да се случи? Вака, податоците за посилниот земјотрес во моментот, она што зборуваат цело време новинарите и научниците во Грција дека може да се случи, е всушност затоа што во 1956 година всушност не има силен земјотрес со магнитуда над 7. Станува збор за земјотрес со магнитуда 7,4, едно 15 на минути после тој земјотрес имаше повторно силен земјотрес со магнитуда 7,2. И сега случувањето на толку силни земјотреси навистина е многу ретко. Може да се очекува случување на земјотрес некаде со магнитуда до 6. И дека навистина е кренато паника, нормално дека тоа се континуирано се случува земјотресите, затоа што ова што сега се случува во Грција е во класата на така наречени под името роеви на земјотреси. И сега што значи тоа? Роеви на земјотреси значи кога имаме еден посилен земјотрес, да речеме магнитуда 3 или 4, и после тоа имаме една плејада, односно роеви на земјотреси со континуирано слична магнитуда, отприлика околу 2 или 3. И тоа е всушност и пример. Да речеме имаме 4,8, па плејада на земјотреси 3. Овие роеви на земјотреси карактеристични на тоа што во моментот како поминуваат деновите, нивната бројка се повеќе се зголемува и магнитудите се повеќе се зголемуваат. Така да до сега најголема измерена магнитудата со земјотресот со магнитуда 5.1. Искрено не очекувам како сеизмолог дека ќе може да се случи силен земјотрес со магнитуда поголема од 7. Добро, ние знаеме и низ историјата. Грција е земја на земјотресите, на бури, и така натаму. Приморска земја е и низ античките филмовите, нели, оние кои што се посветени на античкото време, секогаш се случува нешто, грците сакаат да го представат тоа како дел од нивната историја. Докаде сме со предвидувањата на земјотресите? Не учеа и се уште информациите од науката велат дека екзактно не може да се предвиди земјотрес. Сето ова се досега предпоставки предпоставуваме врз база на слученото во историјата. Точно, значи земјотрес не може да предвидиме.
Оно што, значи, не можеме да предвидиме дека утре во толку часот ќе се случи земјотрес. Што можеме ние сеизмолозите да направиме? Врз основа на статистичка обработка на сите случајни земјотреси на одредена територија, конкретно да речеме дали било за Грција, дали било за Македонија, се одредуваат одредени периоди на повторување. Пример, ако имаме земјотрес со магнитуда 5, конкретно ако станува збор за територијата на Македонија, онда знаеме дека периодот на повторување на земјотреси со магнитуда 5 е отприлike околу 100 години. Земјотрес со магнитуда 7 и поголема од 7, потребно да се случат да поминат илјадници години за да може расидните дислокации кои што таму екзистираат во тој дел на Грција да се наполнат со енергија за да може да ослободат таа енергија. Она што е исто така карактеристично што заборавив да споменам за земјотресите во Грција, тоа што се релативно плитки. Плиток земјотрес, значи хипоцентралната длабочина дека е многу мала. Значи енергијата што се ослободува од внатрешноста на енергијата, едноставно нема време да се прошири секаде во внатрешноста на земјата и таа излегува на површината и затоа делува локално и ефектот на земјотресот е многу посилен неголи што всушност треба да биде. Значи тука влијаат истовремено и нормално и самата геологија на теренот. Значи сеизмолозите не може да предвидат земјотреси, меѓутоа врз основа на картите на повторување на земјотресот, значи оние периоди на повторување, ние можеме со сигурност да кажеме одреден земјотрес со одредена магнитуда за колкав временски период може да се повтори. Скоро 8 часот. Да, скоро 8 часот, само куса во една реченица. Сите сме луѓе, нормално дека се плашиме и вие кои што работите. Особено познавајќи какви може да бидат ефектите. Кои се препораките до жителите? Па секогаш кога има земјотрес, значи треба пред се да бидеме присебни, да почекаме тресењето да заврши и да го напуштиме објектот. Оно што секогаш им го велам на децата поготово да не трчаат надоле по скали, значи да не се качуваат во лифтови, едноставно да чекаме тресењето да заврши и да го напуштиме објектот каде што се наоѓаме. И нормално граѓаните на Македонија може да бидат спокојни, не очекуваме силен земјотрес после овие случувања во Грција. Имаме време за уште едно прашање. Загриженоста поради земјотресите се прошири во Турција. Пред известно време, скоро време, го паметиме силниот земјотрес во Турција, кој што беше многу далеку од оваа област каде што сега се случуваат земјотресите. Меѓутоа, сеизмолозите бараат од жителите на крајбрежните области како Бодрум, Мугла, Ајдино да внимаваат на можно цунами. Сега дали оваа загриженост е оправдана, дали Средоземното море може да Медитерано дали може да даде такво цунами како она што се случува по океаните? Не, такво големо цунами нормално не, и без разлика што можеме да очекуваме што да речеме се случиле земјотреси со магнитуда поголема од 7. Тоа се земјотресите 56, како што спомнав, магнитуда 7,4 и 7,2 и нормално е да околните земји добијат одредени препораки да се заштитат, нели да се припремат во случај на цунами. Ако би се случило тоа цунами не би било сигурно поголемо од 10 метри. Тоа е одредена височина, меѓутоа не станува збор за некој разорно цунами како што имаше да речеме Индонезија 2004 година, огромно цунами со стотици метри високо за да може да предизвика нели огромни материјални штети човечки. Значи ако ги следиме препораките ќе биде безопасно за луѓето. Точно, да, безопасно за луѓето. Благодариме. Благодариме за гостувањето, благодариме на вас. Да, се разбира да бидеме во контакт за убави теми. Благодариме на вас за поканата. И ќе поминеме да видиме како функционирате во Слободно повелете кога сакате, во Нова Рува повелете во Сеизмолошката обсерваторија. Навистина со задоволство би дошла. Благодарам. Благодарам на